Минатата година во ноември месец, на крајот на ноември месец, имав можност да ја представам најновата колекција на Катар Арт Фестивал, кој беше во склоп на културниот сегмент на Експо 2023 година. Се представив со најновата колекција Синхронија, каде што бев дел од изложбениот дел на овој настан, но исто имав и модна ревија. Катарците беа многу возбудени, многу им беше интересна целата приказна со бруталистичко Скопје представено во природа, затоа што на некој начин секогаш кога им раскажував детали за колекцијата, правев компарација и со сите тие големи градби кои ги имаше во Доха и пустината која имаат што излегува на море. На таа компарација многу им се допаѓаше, но исто беа фасцинирани и од одржливоста во најситните детали како камчињата кои ги користат во колекцијата. Би рекла дека инспирацијата ме наоѓа мене, секогаш си наоѓам некоја тема која ме скокотка, што сакам да ја истражувам. Сметам дека живееме во земја која има неисцрпно културно наследство, неисцрпни приказни, најразлични уметници и артисти со кои што со задоволство соработувам и занаетчии, и се трудам секогаш да пред се таа приказна да ми биде интересна и на мене, да биде не само инспиративна, туку и да носи една голема длабока порака и за јавноста и за моите клиенти. Најтешкото прашање за некој дизајнер кога треба да издвои нешто најомилено, најдобро. Не би рекла дека имам нешто најомилено, секоја колекција си има некоја своја тежина, независно дали била прикажана надвор од границата на нашата земја па добила некоја награда, дали била соработка со некој уметник, дизајнер за нечија, каде што исто одекнала во јавноста, имало многу убави реакции, па веднаш се распродала. Дали бил некој проект каде што излегле жени кои потоа започнале свој бизнис, мислам на крајот на денот најважно ми е чувството да си легнам среќна и срцето да ми е исполнето и душата да ми е мирна, дека сум помогнала и дека сум направила нешто убаво за целата земја. За оваа година се уште се немам договорено првично со себе на што точно ќе работам, затоа што минатава колекција излезе прилично доцна, дури во ноември, сега сме јануари. Но сигурно ќе биде нешто возбудливо, се чекаат се уште проектите кои ќе се работат, ова е еден такав период затишје пред бура. Секако тука се и моите магистарски студии по зелена економија и одржлив развој, што исто така ми носи еден нов интересен пат, мислам не е баш нов, ама така потемелно влегуваме во она што веќе го работам и со нетрпение чекам да видам што се ќе правиме оваа година.